Здраво, ова е 23-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци, илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертуар е Last Flag Flying на Ричард Линклетер, во кој станува збор за настан кој се случил 30 години од како заедно служеле на армијата во војната во Виетнам, поранешниот маринец Лери Док Шепард, глумен од Стив Карел, кој се обединува со маринците и пријатели Сал Ниалон, глумен од Брайан Кренстон, и свештеникот Ричард Муелер, глумен од Лоренс Фишбурн, со цел да му помогнат да го погребе својот син, 21 годишниот маринец, убиен додека купува сок од продавница во Ирачката војна. Ричард Линклетер е филмска машина која не запира со работа. Тој се обидува уште од 2006 година да ја филмува книгата на Дерил Пониксон, но тој смета дека не му била погодна политичката клима за тој филм, па во меѓувреме ги комплетираше за мене занемарливиот и претенциозен Бойхуд и лудата комедија за животот во 80-тите Everybody Wants Some. Меѓутоа, со овој филм го намали адреналинот и еуфоријата и со помош на долгогодишните соработници, кинематографот Шейн Ф. Кели, ги придуши боите. Композиторот Грахам Рейнолдс му создаде меланхолични акустични парчиња од неколку акорди, сосема доволни да може монтажерката Сандра Адер да ги сошие со спориот и одмерен ритам на филмот. Кога ќе се собере звездена актерска екипа на едно место, не секогаш се создава успешна хемија. Напротив, многу почесто едни доминираат и засенуваат други актери, а понекогаш тотално се неискористени нивните способности. Не е таков случајот со овој ансамбл, именно Брайан Кренстон во рацете има лик негатор, кој не верува во реалити шоуа и мрази глупост. Тоа е типизиран лик кој ја видел војната одблиску и не ја доверува во политичари, а уште помалку во религија. Негов контрапункт е пастирот Фишбурн, кој, иако има декадентно минато зад себе, се обидува да го сподели зборот на Бог и секогаш е во конфронтација испровоциран од комичниот Кренстон, меѓутоа секогаш парирајќи му и не подкликнувајќи му. Овој пријателски дуализам го комплетира Стив Карел, кој ја има најдепресивната улога во неговата кариера. Линклетер ги убива гледачите со секоја нова реплика која се провлекува од неговата уста и све подлабоко во живата песок тонеме со дознавањето на неговите животни несреќи. Карел има еден ангел на едното рамо и еден не баш толку пристоен ангел на другото. На старците ќе им пукне филмот кога институциите нема да ги почитуваат нив и нивната жртва при служење на државата и ќе ја покажат пргавоста во спроведување на праведноста по нивни мерила, за решително да одлучат самите да го погребаат мртвото момче. Тројцата во младоста биле нешто сосема поразлично од тоа што се денес. Застапено е поминувањето ни сите фази на тажењето за губитокот, но најполезниот аспект на филмот е фактот што тагата за миг ќе се занемари и филмот заминува во прописите и модусот на роуд филмовите, кога гробната атмосфера ќе се зачини со алкохол и воени приказни од славното минато, со успесите на нивните полови органи од добрите стари времења и употребата на мобилните телефони во 2003 година. Ако некој знае да приготви slice of life филм, тогаш тоа е Линклетер, кој можеби не може да ја хуманизира војната, но може да ни прикаже силни машки ликови со емоционални рани кои се обидуваат да останат верни на собствените идеали. Во филмот нема флешбек сцени од војната, туку препуштени сме во доверба на подкованите актери, кои со збор и маниризам знаат да ни ги опишат траумите и радостите. Меѓутоа, иако американците се зависни од херојства, овој филм поставува значајни прашања за конструктот на херојот и употребата на терминот во парадоксалните доктрини. Линклетер не абстинира од својата социокритика и прикажување на заташканостите на армијата, додека американските чеда умираат од бомбаши самоубици. Заклучуваме дека секоја генерација си има своја војна и се повторуваат сите манипулаторски дискурси на армијата со која се прехрануваат потенцијалните војници, евидентни во сцените кај што старите маринци разговараат со младиот маринец.
жалејќи што немале некој поискусен како нив, кога тие биле млади, да им соопшти како стојат работите и колку тие не се менуваат. Минатото не се променува, само може да учиме од грешките и да се обидеме да не ги повториме. Така гласи правилото кое е применливо и за куршумите испукани за погрешните луѓе и носењето на погрешните одлуки во неточното време, кое овие ликови ги труе со кајање и ги прави да бидат посилни индивидуи кои на никого и на ништо не му подклекнуваат, тука се еден за друг кога се најпотребни, верувајќи дека вреди да се умре за тоа што се сака, но не вреди да се умре залудно. Еден татко не треба 21 годишно честно и искрено дете, кое сака да пие пиво со пријателите и да брка девојки, да го закопа во земја, но од оваа патувачка авантура се обновува пријателство меѓу тројца кои поминали низ сито и решето и има добра причина зашто се уште се заедно. Филмот е спиритуален наследник на другата новела на Дерил, The Last Detail, која си има своја филмска адаптација во 70-тите години со Джек Николсон, но многу аспекти се променети од тој филм во Last Flag Flying, иако изведбата на Крангстон може да се мери со таа на Николсон. Факт е дека е траорна атмосферата во филмот и да не беше перформансот на Крангстон, не верувам дека овој филм со дефицит на женски ликови ќе беше гледлив до самиот крај, затоа што уште во самиот прв чин ги задава силните удари и доколку не беше хуморот во игра, никој немаше да биде во можност да го проследи над преварот до самиот крај. Да не заборавиме дека ова е филм на Линклетер, човекот кој зад себе ја има Before трилогијата, Waking Life и Dazed and Confused, што значи дека и од новиот филм ќе се бара диалошка форма и емоционална изведба да бидат на прво место, а камерата да биде воајер на вербалните конфликти. Ако морам да го еволуирам филмот, тогаш Last Flag Flying од мене има 3,5 од 5. Доколку ви се допадна 23-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!